Со зурли, тапани, песни и свечен василичарски амбиент почна традиционалната прослава на Стара Нова година во Вевчани. Посетителите со нетрпение чекаат да ги видат маските кои се подготвуваат 365 дена. Дефилето на вевчанците се очекува да започне секој момент, а дотогаш во старите огништа ќе се приготвува кашаник, традиционален вевчански специјалитет кој се послужува со луканци, вевчански домашни колбаси, домашно биедно сирење и кисело млеко. На маскембалот уживаат бројни домашни и странски гости кои се напија и по некоја чашка греана ракија. За некој карневалот е вистинско откритие. Некој ми покажа фотографии на интернет од Вевчанскиот карневал. Се воодушевив колку е уникатно и старо ова карневалско случување, кое ја продолжи традицијата дури и за време на пандемијата. Токму затоа и дојдов. Овде се сите пријателски расположени и навистина се чувствува една пријатна возбуда. За мене како фотограф, што ги следи карневалите низ светот, ова е бесценето искуство. Карневалот ги воодушевува домашните политичари и представници на дипломатскиот кор, иако годинава како и лани, Министерството не издвои ни денар за организација на карневалот. Ова е прва година кога Министерството за култура за жал обезбеди дури 0 денари за одржување на нова традиционална манифестација. Министерката за некултура ја покажа својата некултура уштенашка, како што тоа го направи напати во изминатиот период и покажа дека не е министер на сите граѓани, не е министер на сите општини. Вевчани живее за големиот христијански празник Свети Василий. Илјадници василичари под маски ги смејуваат негативните општествени појави, но и актуелните политички случувања кои одбележаа годината што измина. Тоа е медиум каде што ќе искритикува власта. Она што се случувало негативно во целата година, а она што не е задоволен самиот народ, начинот на кој се практикува власта. Традиционалната прослава на Стара Нова година во Вевчани, која кулминира со Вевчанскиот карневал, надалеко ја проучи најмалобројната општина во Македонија, сместена во позовите на Јабланица.